Централниот регистар прави чекор напред и ја напушта јава платформата и затоа предлага да се препорачува да се користат најновите пребарувачи. Експлорерот, Интернет Експлорерот и Мозилата се уште ги држиме на пониско ниво, за да може да ги користиме за управа за приходи, за ETAX и за EPDD. Затоа за централниот регистар ќе го користиме Хромот. Независно кој Хром го имаме, не е лошо да пуштиме уште еднаш инсталација на Хромот, за да сме сигурни дека го имаме најновиот Хром. Еве ќе користиме Mozilla. Во преборување бараме Хром. CHROME. Го даунлодираме. Accept and install. Се снима фајлот Chrome Setup. Тоа е едно програмче кое ја продолжува инсталацијата. Го отвараме. Еве Chrome Setup, значи на стрелката си покажува. И тој сега ќе продолжи со инсталацијата на Chrome. Mozilla може да ја затвори. Готово. Chrome инсталира. Следна работа е Framework 4.0. Тој е помошен програм кој е производство на Microsoft и е потребен доколку имаме Windows 7 и треба да или XP и треба понатаму да се инсталират следните програми. Како ќе го најдеме фреймворк? Најдобро е во пребарување. Да бараме Microsoft Framework 4.0 и директно ќе одиме на најдобро да избереме веб инсталер. Значи директно страната на Microsoft. Download. Долу имаме програмчета за кој ќе ја продолжи инсталацијата и овде ни вели дека веќе овој Framework 4 веќе инсталира, значи нема потреба да се инсталира. И следна работа е да се инсталират XML екстензијата и клиентскиот софтвер. Го отвараме Хромот, одиме на централниот регистар crm.com.mk, најавување, корисничкото име, се најавуваме, иако е се во ред не пушта, може да се ја користиме, да се снимиме лозинката. И бидејќи се наоѓаме во HTTPS зоната, сигурната зона, не предупредува, и ако сакаме да продолжиме, треба да кликнеме во средниот избор и не носи на сервисите на централниот регистар. Ако кликнеме на првиот, например годишни сметки, вели треба да се додаде XML екстензија. Кликнуваме на додаде XML екстензија, add to Chrome, add extension, значи додаде екстензијата, се инсталира брзо и веднаш се нуди даунлод на клиентската апликација, Next Sense, готова, кликнуваме, Accept, Install, Finish. Ова е готово, може да го затвориме ово. На Submit првиот екран кај што можеме да
уште еднаш да кликнеме Enter и овде гледаме дека екстензијата и клиентската апликација е инсталирана. Со тоа е завршен техничкиот дел, останува натаму користењето да си го погледате во упатството што го нуди. Еве горе упатството што го нуди, односно помошта што се нуди во страната на Централниот регистар.